собранието да се состане и да ги потврди одлуките за времената состојба. Собранието не може да се свика и не може да се оди против уставот, бидејќи сепак се работи за поранешни пратеници. Grushtetër s'kur gjë tjetër në vëlla. Çdo një deputet lirshëm ka votuar me 16 shkurt për ta kthyer mandatin shtetarit. Dhe ka mbaruar e drejta e përfaqësimit, vendimarrjes dhe ligjvënies dhe kontrollit. Кога на 16 февруари пратениците гласаа за распуштање на собранието, најверојатно никој не ни помислувал дека следниот месец наместо во изборна кампања, државата ќе влезе во вонредна состојба. И бидејќи Талат Џафери смета дека распуштен парламент не може повторно да се состане, обврската за прогласување вонредна состојба падна кај шефот на државата. Јас ја преземам одговорноста со носењето на ваква одлука само затоа што имаме ситуација без преседан, кога е далеку поважно да ги сочуваме животите и здравјето на луѓето, отколку да се криеме зад правни толкувања. По втората одлука на Пендаровски за уште 30 дена вонредна состојба, во распуштениот парламент, освен птиците, долета иницијатива на 35 пратеници, кои побараа да се вратат во собраниските клупи за да ги потврдат одлуките на председателот. Потписниците велат дека ниту една институција не сме да создаде правен вакуум, оти одлука за нови избори се уште нема, а еден ден ќе заврши вонредната состојба. Значи, мандатот на пратениците е во сила се до моментот на верификација на мандатот на новоизбраните пратеници. Секако, значи, ова не значи дека собранието би требало сега да се врати во полна сила и да работи во смисла на целокупната надлежност која што има согласно закон и согласно делови, него зборуваме за конкретна ситуација, за вонредна состојба, бидејќи согласно Уставот собранието е тоа кое што прогласува вонредната состојба, собранието е тоа кое што треба после дека веќе нема услови за продолжување на вонредна состојба и да ја заврши. И Алијансата за албанците ја поддржува оваа теза. Генералниот секретар на партијата Арбен Таравари, кој како доктор го следи развојот на заразата, смета дека не може предолго ингеренциите да се препуштат на индивидуа, дури да се работи за председател на државата. По устав сме парламентарна демократија и би требало и председателот и владата да ги контролира парламентот. Инсистираме бидејќи не знаеме колку ќе трае оваа состојба. Кога би знаеле дека уште 10 дена се ќе заврши, тогаш не би имало потреба. Меѓутоа, хипотетично, ако оваа состојба трае уште 6 месеци, што ќе правиме ние? Цела држава ќе биде блокирана уште 6 месеци или една година или 2 години, ете, хипотетично да речеме. Ќе мораме да причекаме само председателот да функционира. Артан Груби од ДУИПАК себе си се смета за поранешен пратеник. Вели дека нема мандат да се врати во собранието, иако и натаму зема плата како пратеник. Тоа значи дека сега кога би требало да се бара притвор за некој пратеник, дека може слободно да ве апсат? Се надевам дека нема да се бара притвор и нема да има апсење. Но верувам, предпоставам да, затоа што нели веќе ние го предадовме мандатот до граѓаните во однос на платата. Знаете дека ние имаме засновано работен однос со собранието и се до до изборот на новите пратеници, нели, кои што ќе го зазема тоа место, ние ќе земаме плата од страна на тоа собрание. Актуелниот спикер, кој сега не сака да го свика собранието, беше подносител на иницијатива до Уставниот суд со која во 2016 година ја оспори одлуката за распуштање на парламентот со одложено дејство. По иницијативата на Талат Џафери, Уставниот суд во мај 2016 протолкува дека мандатот на пратениците не може да продолжи при само распуштено собрание, освен во воена или вонредна состојба, а токму таква ситуација имаме сега. Дополнително што одлуката за само распуштање заради одржување избори во рок од 60 дена не е реализирана. На последниот факт се темели новата иницијатива од уставен судија, кој предлага Уставниот суд по службена должност да поведе постапка и да ја укине одлуката за распуштање на собранието. Денеска спикерот Џафери вели дека ќе ја почитува одлуката на Уставниот суд, иако до вчера барањето на пратениците го сметаше за пуч. Универзитетската професорка Беса Арифи вели дека е важно каква уставна пракса ќе се развие периодов со оглед на очигледните правни празнини.
Zgjedhjet e reja nuk janë mbajt në periudhën 60 ditore, ashtu si e përcakton kushtetuta, kështu që edhe vetë parlamenti nuk është konvokuar dhe mbetësin shumë dilema dhe shumë çështje të hapura për atë se kush do të sjellë një vendim të tillë për zgjedhje, si do të zgjidhen këto, domethënë zbrastira juridike, është krejt çështje e interpretimit që do të zgjidhet lidhur me mënyrën se a do të vazhdojë ose jo mandati këtyre parlamentarëve në këtë gjendje të jashtëzakonshme që kemi. Не е јасно дали уставниот судија кој предлага укинување на самораспуштањето на парламентот е осамен во иницијативата, дали ќе добие поддршка од мнозинството во судот и дали идејата има политички патрон. Би предпочитале став од Уставниот суд околу било каква таква иницијатива и би го почитувале тој став. И да рече Уставниот суд да може да се врати само распуштено собрание, дуи ке се врати и ке гласа. Со дуи не се чуда многу, бидејќи се дел од власта и секогаш им треба власт, да не им се расипе нешто во нивните слободи што ги имаат, да речам, луксузот што ги имаат. Меѓутоа, ВМРО како опозицијска партија да ја одговара ваква статус-кво состојба во која што работата на парламентот го врши владата, не ми е јасно зошто не го поддржува. Од ВМРО ДПМН подсетуваат дека Уставниот суд пред 20 дена веќе отфрли иницијатива на Светскиот македонски конгрес кој бараше поништување на одлуката за распуштање, меѓу другото затоа што изборите не се одржаа во предвидениот рок. Тогаш Уставниот суд ја отфрли како неоснована. Слична некоја таква иницијатива претпоставувам ќе се најде на дневен ред сега или воопшто нема да се најде на дневен ред во среда, да почекаме Уставниот суд да се произнесе и дури потоа ние како политичари ќе ја коментираме од наше гледиште одлуката која што ќе донесат уставните суди. Мицкоски повторува дека за нив брзи избори не се опција. Не е прашањето дали ние на избори ќе излеземе со маска или ќе излеземе со ракавици. Прашањето е дали можеме некој човечки живот повеќе да спасиме ако тие избори се случат некој месец подоцна, и прашањето е кога ќе излеземе пред граѓаните, кога ќе ветуваме, што ќе ветуваме. Да знаеме дека тоа што ќе го ветиме и ќе го испорачаме. Тие би ловеле во матно, тие би купувале време, колку да може да се одложува целата оваа работа, надевајќи се дека низ времето економските последици од кризата ќе надвиснат и така на некој начин ќе се вратат да имат шанса за победа. Појасна слика за насоката во која ќе се движат работите треба да се очекува в среда, по стручниот колегиум во Уставниот суд, кога ќе се дознае дали има мнозинство за иницијативата за укинување на распуштањето на парламентот. Тоа може битно да ги предодреди и темите за лидерската средба која председателот Пендаровски ја најави за почетокот на идната недела, зашто евентуалното враќање на собранието ќе значи и враќање на изборниот процес од почеток. Во таков сценарио ќе треба нова одлука за распуштање на собранието, ако се реши изборите да бидат предвремени.